Во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги во општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево беше промовирана услугата за нега на стари лица како дел од проектната активност Подвижност. Проектот е со вредност од близу 10 милиони денари. Се реализира 8 месеци, а досега се постигнати повеќе социјални и материјални придобивки за 45 стари лица од трите општини. Тие се корисници на услугите и добиваат нега и грижа во својот дом. Опремена е една просторија со потребните услови за функционирање на еден ваков проект. Подобрени се материјалните и техничките услови во истата и теренската опрема е обезбедена. Обучени се 16 негователи, обезбедено е едно возило кое е потребно за давање на услугата на терен и е лиценциран овластен провайдер за реализација на ваквиот проект. Тука морам да ја истакнам координираната и успешна соработка помеѓу Центарот за социјални грижи, Црвениот крст и општините како институции кои ги даваат ваквите услуги. И пред се морам да го истакнам трудот на негователите и кои се грижат за лицата кои имат потреба од ваква на помош, пред се стари и изнемоштени лица за помош во нега во домот. Дел од корисниците на услугите кои беа присутни на промовирањето на проектот искажаа благодарност што се вклучени во неговата реализација, како и од стручноста и квалитетот на помошта што ја добиваат од негувателите. Старите лица се над 65 годишна возраст, лица кои што се поделени во 3 категории: лица со целосно одземен капацитет кои што имаат постојано грижа, лица кои што имаат значително намален функционален капацитет или помал број на часови во текот на нивната грижа и лица кои што имаат намален капацитет. Значи, степенот на одземаност на капацитетот на физичкиот капацитет на овие лица го утврдува Центарот за социјални работи како исто дел од нашите соработници во текот на овој проект. Преку утврдување на терен се утврдува состојбата и се донесува решение. Со донесувањето на решението за едно лице почнува нашата работа. Проектот Подвижност се реализира во соработка со Црвениот крст од Кочани, а со поддршка од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка. Вработените во акционерското друштво во водостопанство реагираат што се уште доцни исплатата на редовните плати за изминатите неколку месеци. Велат дека и покрај реакциите до дирекцијата во Скопје нема најава дали и кога ќе добијат надоместок што законски им следува. Поради тоа, пред почетокот на работното време на влезот на Кочанската подружница на водостопанство одражаа мал собир. Побараа од раководството на предпријатието да преземе мерки за исплата на платите. Исплатата на платата во АД водостопанство се одвива заедно на сите подружници. Има околу 500 до 600 вработени во АД водостопанство. Сите подружници немат земено 3 месеци плата, веќе за една недела доспева и 4-та плата за месец септември. Во оваа тешка економска криза што не задеси сите, тешко е да се сервисират обврските на вработените спрема и тешко е да се издржуваат семејствата без неисплатените плати на вработените. Состојбата е стварно загрижувачка. Како синдикат, ја пошто сум и у синдикато, страна на синдикат, и кажав дека од нашата подружница веќе луѓето се многу огорчени и мислам дека за овај ден дека ќе се соберат спонтано да направат пак еден протест. Никој од тие не ми одговори дека нешто и они би преземале. Тоа беше известувањето, друго немам известување. Вработените од водостопанската подружница Брегалница од Кочани информираа дека веќе е закажана средба со менаџерскиот тим на акционерското друштво Водостопанство во Скопје. Средбата е со цел да го искажат своето барање за исплата на платите. Се дознава дека во раководството на предпријатието веќе се преземени постапки во согласност со законските одредби за структурно решавање на состојбите во водостопанство. Со тоа би се постигнало не само редовна исплата на платите, туку и надминување на другите проблеми во функционирањето.
Општина Кочани ќе го избира најуспешниот земјоделец за 2022 година. Одборот за организирање на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис го објави конкурсот за наградата што е традиционална и се доделува секоја година. Изборот на најуспешниот земјоделски производител се прави по 13-ти пат, откако Советот на општината ја востанови наградата во јуни 2010 година. Целта е да се стимулираат регистрираните земјоделци да ги покажат своите успеси во производството на земјоделски култури, односно во оризопроизводството. За наградата, која е парична и изнесува 60.000 денари, можат да конкурираат физички лица, чии земјоделски имот се наоѓа на територијата на општина Кочани и се регистрирани или евидентирани земјоделски производители во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство. Секој од пријавените кандидати ќе добие бодови според количината на предадена арпа, односно орис, до 30 август годинава, како и за остварените приноси од 1 хектар. Потоа ќе се бодува и површината на земјоделско земјиште со која располага, дали е млад земјоделец, како и дали има значајни остварувања и постигнувања во областа на земјоделството на државно и на меѓународно ниво. Право на учество во постапката за конкурирање немаат лицата на кои претходно им била доделена таква награда во последните 7 години. Секој предлог треба да се поднесе во писмена форма, при што треба да содржи и соодветно образложение. Пријавувањето на кандидатите трае до 4 октомври, а пријавите можат да се достават по пошта или да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Сообраќајна несреќа со потешки последици се случила во четвртокот претпладне во близина на селото Теранци. При тоа повредена е возрастна жена, која поради сериозноста на здравствената состојба била префрлена во болница. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, на 22 септември околу 11 часот и 40 минути во полициската станица во Кочани било пријавено дека на влезот во селото Теранци патничко возило Fiat Punto со кочански регистарски ознаки, што го управувал 46 годишниот ВХ од Теранци, удрило во 60 годишната ДР од истото село. При тоа, жената се здобила со тешки телесни повреди, кои што биле констатирани во општата болница во Кочани. Од полицијата информира дека бил направен увид на местото на настанот, пошто треба да се утврдат причините поради кои дошло до сообраќајната несреќа. Викендов се игра третото коло во третата фудбалска лига Исток, во кое Осогово ќе биде домакин. На стадионот Никола Мантов ќе гостува тимот на Дојранско езеро, кој во изминатите 2 кола играше подпросечно и има само 1 бод. За разлика од гостите, домашните фудбалери се во фаворитска улога, особено што по минатонеделната убедлива победа сега ќе атакуваат повторно на освојување на 3 бода. Средбата се игра в недела со почеток од 15 часот. Покрај сениорската, викендов во Кочани ќе играат и младинските екипи на Осогово. Противник ќе им бидат соодветните возрастни категории на Кратовски Силекс. Во рамки на второто коло од втората младинска лига, в сабота со почеток од 10 часот ќе играат кадетските категории, а 2 часа подоцна, точно напладне, ќе се сретнат и младинските екипи на Осогово и Силекс. В недела пак во Кратово ќе се играат надпреварите помеѓу истите екипи, и тоа во категориите на помлади пионери и пионери. За разлика од третолигашите, викендов ќе паузираат второлигашите. Поради обврските на македонската репрезентација, следното 6-то коло ќе се игра на 1 октомври.